34 физички лица и 3 правни се опфатени со предлог обвинението за трагедијата во Кочани. Обвинителството утврдило дека пиротехниката ја донела музичката група и била нелегално купена, а прво обвинети во предметот се собственикот на Пулс и дел од неговото семејство и управители. Поради вградените материјали во објектот, кои биле без огноотпорни својства и не безбедните конструктивни зафати, почнал стихино да се шири отворен оган проследен со чад и висока температура во внатрешноста на објектот, поради што меѓу присутните посетители настанала масовно, неконтролирано и панично бегање преку единствениот излез за евакуација, кој не бил безбеден. Обвинети се и лицата од фирмата за обезбедување. Го обезбедувале без писмен договор, без претходна безбедносна проценка и проверка на сигурносните услови на објектот, опасност и можност за евакуација во... Но одговорно се бари од градежните инспектори во Кочани поради состојбата на објектот, бидејќи во целиот период воопшто не извршиле инспекциски надзор по службена должност. Коцевски информира дека дел од обвинението се и градоначалниците на Кочани од 2012 година па навака. За постоењето и работењето на овој клуб Пулс никогаш не ги известиле Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи, Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија дека објектот работи без да ги исполнува законските услови за таа намена. За случајот во обвинителните клупи се очекува да седнат и четворицата директори на Дирекцијата за заштита и спасување. Во целиот тој период не донеле одлука за распоредување работник, инспектор за заштита и спасување на општина Кочани. Од Министерството за економија се опфатени 5 државни службеници, 1 секретар и 2 поранешни министри, но еден од службениците се товари за примање подкуп. Во 2019 година прво обвинетиот побарал и добил 12.000 денари парична награда кои му биле исплатени на неговата банкарска сметка. Во 2024 година пак за поголема имотна корист од 226.000 денари на прво обвинетиот му изработил 2 фалсификувани лиценци кои ги заверил со службениот печат на Министерството за економија, а на кои своерачно се потпишал како да се потпишала обвинетата државна секретарка. За настанот ке се гонати четворица инспектори од пазарниот инспекторат. Инаку Коцевски не сакаше да открие за кои лица постапката е запрена поради немање докази, иако претходно биле осомничени. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност. Коцевски додаде дека се уште се под истрага и сите полицајци кои се приведени, но за нив постапката се води во обвинителството за организиран криминал и корупција. Вчера беа дополнително приведени 13 полицајци од Кочани и регионот кои биле на местото на настанот за спроведување на полициска акција, но како што додава Коцевски, тие се сомничат дека не ги презеле потребните мерки за заштита на присутните.